секој познава некој кој што имаат некои слични идеи, така да мислам е некоја позиција за организирање, некоја плодна почва за само некој организирање. Почитувани гледачи, здраво! Денес во Гласни идеи ќе разговараме со другарот Марко Дурдубаков, кој живее, студира и работи во Словенија, па ќе имаме прилика да дознаеме повеќе за словенското општество, за политичката состојба таму, економската состојба, но и животниот стандард воопшто на работниците. Здраво, Марко, добро дојде во Гласни идеи. Здраво, добро ме најдов. Многу ми е драго што ќе имаме прилика да разговараме за словенското општество од прва рака со информации, нели, мајќи пред дека тоа што стига до нас од страна на медиумите не е доволно, па вака да добиеме некоја појасна слика. Мислам, се надевам дека ќе ги доловам сите ситуации од прва рака, пошто доста пати самите медиуми се замаскирани зад некоја друга идеологија која што не ја застапуваме ние, која што не е нотна, така да се надевам дека некои идеи што се таму појавуваат дека ќе ги покажеме овде од прва рака. Се прво би те прашала, бидејќи се студирал нели во Македонија и во Словенија, која е разликата во образовниот систем, дали воопшто има некоја разлика, имајќи предвид дека многу млади од тука заменуваат во Словенија за подобро образование, нели, по стандардизирано некое, плюс од друга страна УКИМ ова година не ни беше на шангајската листа. Од 2000 места не влезе во тие 2000 и што стануваш на нашето високо образование? Дали надвор е подобро? Мислам, прва разлика на која што јас ја воочив е тоа што мислам од уметнички факултет заминав на хуманистички, со што разликава беше енормна. Мислам, самиот пристап до факултетов е доста поразличен во Словенија отколку во Македонија. Образовниот систем е доста по-прилагоден за самите студенти. Мислам, секако е и самиот систем произведува образовни институции кои што го потпираат тој систем, ама мислам разликава е доста голема. Секако мислам во задниве години и Љубљанскиот факултет и универзитет малку така паѓаат на шангајскава листа заради некои рецимо минуси кои што се појавуваат во самата интернационализација на самиот студij и така, мислам, далеко од идеално, но разликава е воочлива. Доста млади луѓе од државава и од некогашните држави на Југославија се присутни во Словенија, кои што студираат, со тоа што е подостапен самиот студij во Словенија, така да дефинитивно не има. Еве споменавме неколку пати за студентите од Македонија, каков е нивниот животен стандард, како се снаоѓаат во Словенија, дали морат да работат додека студираат и воопшто кој е односот на словенското општество кон така наречените дојдени од страна студенти или работници? Мислам, има повеќе видови на студенти кои што доаѓаат во Словенија, некои се студенти кои што немаат никаква мака финансиска да го сето тоа издржат. Сега мораме да имаме во предвид дека во Словенија самиот стандард е многу повисок отколку тука и една работничка плата во Македонија не може да задости за сите за самото живење во Словенија, со кое што рецимо македонските студенти немаат достап до студентски домови, со што на самиот почеток си изложен на некој додатен трошок, да си сместен во некои приватни пансиони, соби, станови, било како. Така да тука е едната разлика. Има луѓе кои што идат и кои што го немаат тој проблем, се дојдени и се концентрираат само на самите студии. Има луѓе кои што се дојдени се начини за стипендирање, кои што не се државни од Република Словенија, туку други приватни извори, и третите се кои што се појдени рецимо од некои од работнички семејства, кои што секако
во текот на студиите и мора да работат. Во Словенија постои еден систем кој што е студентска работа, со што студентите можат да работат преку студентски препораки, напотници, со што да си, која постои како некој социјален коректив, да, пошто некое намалување на самиот работен кадар го пополнуваат со самите студенти, така да доста луѓе работат за некој искуство, да си приуштат некои работи, не знам, од самите основни животни намерници до па дури за некое живење, не само животарење. Да, дали има економски мигранти во Словенија? Сигурно има. Ги има премногу, дефинитивно. Од кои земји доаѓаат? Од поранешните југословенски земји, претпоставувам, но и од валјда азиските земји. Мислам во претходните години секако дека така први на самиот врв беа од некогашната република, од некогашните републики на Југославија, но сега се почесто се појавуваат мигранти, мислам, економски мигранти од Блискиот Исток, од Индија, така да посебно од Индија, од Непал, така Централно-Источна Азија, но секако сега постојат и од, не знам, може да се сретнат исто и од Африка, така да е станато така обогатено. Да, како влие тоа врз национализмот и расизмот? Дали словенското општество пројавува национализам и расизам? Дефинитивно, тоа на жалост морам да речам дека национализмот е многу присутен, посебно тој христијански, рецимо, католички, таа некоја десница секако е во пораст. Значи Словенија не назадува со самиот европски тренд на пораст на самата десница. Секако тој национализам е доста оцртан исто и во самите студии и во самите на самите побарувачи на некоја работа, дали е тоа стална работа, дали е тоа студентска работа, секако дека се познава тој момент. Да, јасно, но сепак затоа постојат и организации како Искра, кои што се некоја контратежа, може да се каже, нели, на тоа што се случува. Па од тоа би сакала те прашам од кога постои Искра како организација и која е идејната основа на основањето, да кажам, на организација од таков тип? Искра веќе постои 12 години. Мислам, тешко дека јас би зборал за некоите сами почетоци, пошто не сум бил таму, ама самиот почеток на Искра е од самото заседание на Филозофскиот факултет 2012 и можеби по некоја со тражењето на некоја структура, тогаш се има појавено Искра, која што на некоја точка членувале и околу 80 луѓе, можда и малку повеќе. Со текот на времето се појавуваат фракции и внатре во Искра и се појавуваат нови организации кои што потоа се ориентираат на некои други страни, некои исто и на парламентаризмот. Искра останува да живее како некое студентско социјалистичко друштво кое што живее неколку години така ептен на конец, се до пред рецимо 2 години кај што Искра добива некое препородување, каде што сега членуваме активно. Сме на некоја бројка на самиот почеток која имала Искра, околу 80 до 85 луѓе, така да мислам Искра сега постои како некоја, можам да речам, авангарда на самата лева позиција во Словенија. Одлично. А на кој начин функционира, како е организирана? Дали има тела нели кои што Искра е по две најголеми тела кои што функционираат, примарни тела во Искра е Студентската фронта и Деловниот одбор за феминизам. Во Деловниот одбор за феминизам примарни акции со кои што нашите другарки се занимаваат се од правата на самата репродуктивна работа и на самата позиција на жената. Потоа еден од сталните проекти кои што ги имаме од 2019 е протестот за 8 март, кој што со текот на времето беше доста искомерцијализиран. Сега ние некако пробуваме да е тоа
да е тоа протест на кој што ќе се изразат сите проблематики со кои што се среќаваат нашите другарки. Потоа не само нашите другарки, ама насплошно сите жени. Другиот одбор е студентска фронта, кој што има под одбори. Една е, мислам, студентска фронта се бави со подобрувањето на самите на самата материјална позиција на студентите. Најактивни се таму одборот за мензи, потоа одборот за студентска работа, одборот за самите читалници и така други некои подгрупи кои што припомагаат за подобрување на самата позиција на студентиве. Да. Вака општествено, мислам сите овие активности се општествено насочени, но дали имате пример протести такви? Мислам дека учествувавте на протестот за 1 мај оваа година. Мислам не учествувавме, го организиравте. Така, бевме така, тој протест беше заеднички проект на студентското друштво Искра, на синдикатот Млади Плюс и на двата синдикати Цедра и Засук, кои што работат двата синдиката некако споено, исплотено, така да тоа беше некоја скупна заедничка идеја да се даде некој потенцијал, да потенцираме сите негативни работи со кои што се наоѓа самиот работник во Словенија, пред се затоа што студентите се сега еден дел на носилците на самата работна сила, носителите на самата работна сила во Словенија, и тоа е доста битен фактор затоа што сите викаат светот на младите останува, ама малку не верувам во тоа. Точно, што ќе прават младите со светот исто така е прашање. Потаму би те прашала, кои се изгледите за политичко организирање на младите во Словенија? Дали организациите како Искра и претходно Автономниот центар Плац, нели, и другите организации, дали допират до младите или тешко е воспоставувањето на контекст, на комуникација поточно? Мислам, прва работа секогаш кога, не дека ние ги тражиме новите членови наоѓаат нас, затоа што сега секој познава некој кој што имаат некои слични идеи, така да мислам е некоја позиција за организирање, некоја плодна почва за само некој организирање. Дефинитивно, секако постои голема аполитичност помеѓу младиве, ама постои некоја можност за самоорганизирање. Се гледа дека младите, студентите, средношколците веќе ги сваќаат работиве, дека светот не функционира така како што би требало да функционира, дека имаат нашите предци оставено свет кој имаат приправено за свет кој што веќе не функционира, и така можна некоја радикална промена би била. Се во однос на интернационалното поврзување, како стоите во тој дел, соработувате со организации внатре во Словенија само или и вон Словенија, со кои што сте слични на идеолошка основа, да кажем? Мислам, имаме соделување соделуваме со организации во Словенија примарно, но секако сме така малку ориентирани и во некоја интернационалност. Секако соработуваме со организации од Нови Сад и во Белград, со организации од Сараево и Бања Лука, така да со организации кои што се од италијанската страна на Горица, така да сега за сега постојат некои шанси за некое проширување на самите соработки. Одлично, да, интернационализмот како спаси светот, можеме да кажеме. Дефинитивно. Да. Мислам, вака Искра, секако едно од нашите заземања е и антиимпериализмот, кој што така гледаме што се случува. Мислам, сме настроени против самиот империализам, работиме така со луѓе, со едукативни програми за богатење на самото некое, така пошто гледаме дека со тек на време се потиснува самата некоја социјалистичка и марксистична идеја од
од самите млади, но тука сме да понудиме некои работи. Еве јас како странец кој што е член на некој сега во оваа ситуација делегат од студентската организација Искра, од студентското друштво Искра, доста пати сум пробал на студентите, посебно македонците, онака да им дадам некој совет како дека може би било паметно да се размисли уште еднаш за позициите за кои што се залагаме во Искра. Доста пати ми е жал дека тоа не наидува на прави луѓе и дека аполитичноста на самиот македонски студент е огромна, така да тоа е еден минус на кој што би рекол. Искра секогаш е отворена за луѓе кои што имаат исти идеи, слични идеи. Не сме толку ригорозни да не се согласуваме за сите ситуации, затоа се тука да се богатиме еден со друг. И така мислам дека ќе дојде еден ден кога сите работи ќе се променат. Да, се надеваме. Фала ти, Марко, уште еднаш. Фала уште еднаш за поканата. Пак, се надевам ке се видиме и во други прилики. Надворна улица. Може би нареден пат во Словенија. Се надевам, да. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.